По извештајот на САД и од Европа сериозна забелешка за правосудството. Евроамбасадорот Дейви Гир вели дека реформите во правосудството со кои ќе се обезбеди владење на правото е тековен процес што мора да се движи напред. На евроамбасадорот му е добро познато дека секој граѓанин знае дека има слабости кои мора брзо да се решаваат, а ги охрабрува институциите да делуваат. Како што знаете, Европската комисија секоја година има извештај за земјата која го следи напредокот преку граница во областа на реформите поврзани со Европската унија и природно ова длабински го разгледува прашањето за реформите во правосудството и владењето на правото, бидејќи е суштински елемент во пристапниот процес. Токму затоа го следиме развојот во секоја фаза од самото отворање на преговорите до приклучувањето на земјата. Додека Европа забележува слабости, ни трага ни глас од црната листа на САД, ниту од тимот на американските истражители кои што требаше да истражат владина корупција во земјава. Поминаа месеци од кога американската амбасадорка Анџела Агелер го најави 3 члени од тимот Америка, што на крајот на ланската година беше во Скопје и ги ажурираше податоците за кроењето на црната листа, но засега нема ништо од тоа. Амбасадорката овој месец најави 1 до 2 имиња што ќе се најдат на листата во наредните месеци, а Вашингтон внимателно проверува за да не се најде име кое не ги заслужува санкциите на САД. Официјален Вашингтон подготви извештај за минатата година за Македонија, во кој наведува владина корупција, влијание врз судството, насилство врз новинари и кон припадници на ЛГБТ заедницата, како и нечовечко постапување во затворите. Покрај корупцијата, според извештајот, царува и неказнивоста на државата кон насилниците во семејните домови, а и дискриминација на жените во економијата. За слободното изразување на новинарите, извештајот нотира напади врз новинари, а за ромите забележува нивно издавање на непостоечки матични броеви со кои тие се дискриминирани пред институциите. Врховниот суд со реакција за извештајот бара првостепените судови да ги објавуваат неправосилните одлуки за предмети од јавен интерес со цел зголемување на транспарентноста. Освен највисокиот суд, сите правосудни институции молчат во однос на забелешките на извештајот.